Europi niste sami, nije Europa samo Francuska, tako da znate. Europa je 28 samostalnih i suverenih država koje odlučuje samostalno suvereno, ali pod kišobranom Europske unije. I moram vam reći da ja kao slovenački političar i moje kolege u svih 27 država od 28 bili smo šokirani kad smo čuli da Makedonija ne može početi pregovore sa Europskom unijom. We in the Liberal family strongly support, let's say, the membership of North Macedonia in NATO as well as in the European Union. Ние како либерална партија многу силно го поддржуваме членството на Македонија во НАТО и во Европската унија. This we have documented in party communiques, in decisions being made by the ALDE Council, and we are not very happy with the veto of the French, let's say, as regards the accession talks with North Macedonia. Ние ова го имаме документирано во нашите одлуки во партијата и можеме да кажеме дека не сме многу среќни со тоа што Македонија беше одбиена за преговори со Европската унија. Да, кога имаме време кај што треба да се случуваат промени, едни ќе дигаат зидови, а други ќе градат ветерници. Јас се надам дека ЛДП е она која што ќе ги гради ветерниците на различни размислувања и дека ќе престанеме веќе со голиот популизам и лажните ветувања, ќе ги вратиме младите, ќе направиме ветинг, туку ајде да изградиме една држава која размислува различно и која што нуди еднакви права за сите, но и правичност за сите пред законот. Верувам, убеден сум дека имаме таков капацитет и сакам да ве охрабрам да не се откажувате, туку секоја препрека која што ќе се испостави секогаш пред вас како личности и пред нас и како партија и како држава да ја гледаме како предност која што ќе ни овозможи да бидеме и посилни и помоќни. Мали сме, ама сплотени можеме. И во Европа ќе не сакаат ако влеземе со сопствен став. ЛДП има сопствен став. Не се срамите и не размислувајте да го кажете гласно. Во воздухот и не може 30 години наназад сите да се чудиме од каде е изворот на загадување во Скопје и сите да се жалиме дека е Скопје загадено, а никој не превзема мерки тоа да се промени. И затоа е една од нашите заложби да се детектираат проблемите, државата да оддели средства, да помогне во поддршката на луѓето кои што живеат во урбаните или во градските средини.